Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Републиканската председателска кандидатка Мишел Бакман го доби клучното пробно гласање во саботата во американската сојузна држава Ајова. Тексашкиот гувернер Рик Пери на голема врата влезе во трката, а Тим Поленти се откажа. Каде е председателот Обама во сева ова? Веднаш на почетокот на емисијава. Американскиот председател Барак Обама денес започнува кампања по 3 сојузни држави во обид да одговори на критиките на опозиционите републиканци дека не вложува доволно напори за подобрување на економијата. Наредните 3 дена Обама ќе ги мине во Минесота, Илинойс и Ајова. Инаку во редовното радио обраќање до нацијата, Обама кажа дека САД не влегла во овој хаос преку ноќ и дека ќе биде потребно време да излезат од него. Тој истакна дека сите американци имаат право да бидат фрустрирани. А од другите вести, гувернерот на сојузната држава Индијана, каде 5 лица загинаа по уривањето на покрив на концерт на Бина, изјави дека се работи за страшен, несреќен случај што никој не можел да го предвиди. Ветриштата со јачина од 96 и 112 км на час ја урнаа бината каде беа насобрани илјадници лица пред почетокот на изведбата на групата Sugarland. Според најнова студија, деца кои имаат постари браќа или сестри заболени од аутизам се соочуваат со зголемен ризик да ја добијат истата болест. Научници од Универзитетот во Калифорнија наблюдувале преку 650 бебиња кои имале постари браќа или сестри со аутизам и откриле дека 19% од помладите деца биле исто така дијагностицирани од пореметувањето. Предходните студии покажаа ниво меѓу 3 и 14%. Потоа, ризикот од развивање аутизам бил поголем кај машките бебиња, а највисок за оние со повеќе од едно дете во семејството со аутизам. Републиканската трка за председател станува жешка. Во продолжение се задржуваме на саботното гласање во Ајова. Ви донесуваме дел од атмосферата од таму, со напомена дека резултатите не се обврзувачки, но ова се смета за голем индикатор за способноста на кандидатот да ги организира поддржувачите. Machine Shed ресторант во Урбандейл, Ајова е умилено место за застанување на политичките кандидати на кампањската патека. Како што изгледува фокусот на Ајова по успешниот напор на представничката во Конгресот Мишел Бакман, победничка на ова првично гласање, менаџерот на ресторанот Алан Раден вели резултатите не се релевантни. Не е важно, лично мислам дека има уште многу време. Работите ќе се менуваат. Ова е добар старт. Некои ќе испаднат, некои ќе се кренат, но на крајот има уште 15-16 месеци додека нешто релевантно да се случи. Републиканската председателска дебата и ова пробно гласање ја става малата сојузна држава од средниот запад Ајова во епицентарот на националната политика на повеќе од една година од општите избори. Во кафулето Смоки Роу во главниот град Де Моин, пензионерот Ед Квик е навикнат на вакво внимание. Секогаш го имаме првиот кокус. Ова не е ништо необично, а и ова е важна и така треба. Добро е за економијата. Загриженоста за економијата доминираше во кампањата што предходеше на гласањето. Секој од кандидатите се обиде да ги убеди гласачите дека има најдобро решение за враќање на просперитетот на САД. Но шефот на благајната на Ајова, Майкл Фицджералд, демократ, вели дека на економијата на Ајова не и треба поправање. Балансиран буџет, $1 вишок, рейтинг од 3-кратно А за Ајова, ниска невработеност 6%, на фармерите добро им оди. Добро раководство и политиката на председателот Обама многу и помогна на Ајова. Важно е за Ајова да го задржи за председател. Економијата и работните места многу веројатно ќе бидат главна тема во изборната сезона, што почнува со кокус во Ајова на почетокот на 2012-та. Светската здравствена организација апелира повеќето земји со мали и средни примања да прекинат со комерцијални тестови на крв за дијагностицирање на туберкулоза. Ова е прв пат експлицитно да бидат објавени негативни препораки за пракса што на широко се применува. Причината? Неодамнешни студии недвојбено потврдија дека овие тестови прават лоша услуга на борбата против оваа болест. Еве како.
Од туберкулоза годишно умираат 1,7 милиони лица широм светот. Во Индија, каде се применуваат тестови на крв, владата вели дека годишно по употребата на тестовите се регистрираат преку 2 милиона нови случаи на заболени од туберкулоза. Студиите што ја потикнаа најновата препорака на Светската здравствена организација биле направени токму во Индија, каде научниците тврдат дека тестовите со земање крв придонале за зголемување на бројот на заболени. Тие обвинуваат неточноста на овој тест, велејќи дека неоткриените случаи или оние на кои нема да им се обезбеди третман, прават заболените да продолжат да заразуваат и други. Доктор Дейвид Дауди од Универзитетот Џонс Хопкинс предводел една од студиите. Тој вели дека традиционалниот тест со плунка што се анализира под микроскоп и натаму е најевтиниот и најефикасниот начин да се диагностицира туберкулозата. Бидејќи овој тест бара повеќе време, крвните тестови се сметаат за попрактични. Експертите додаваат дека тестовите со крв воедно се бизниси вредни неколку милиони долари во земјите во развој. Светската здравствена организација вели дека преку 1 милион од овие тестови се изведуваат годишно, иако не се одобрени од валидно регулативно тело. Она што го прават овие тестови е мерење на антителата во крвта против туберкулозата. Секогаш кога се работи за заразено лице, кај него се развиваат антитела против туберкулоза. Проблемот е во тоа што антителата кај едно лице не се исти со оние кај друго. Не постои тест што може да ги препознае овие антитела. Веднаш по препораките на Светската здравствена организација, владата во Индија издаде соопштение во кое ги повикува лекарите и лабораториите да не сметаат на овие непрецизни диагностички тестирања. Сепак да се променат работите од корен, особено за земја во величина на Индија, треба време. Како и да е, иницијативата на Светската здравствена организација доби голема поддршка. Ако верувате во духови и паранормални појави, не сте сами. 2/3 од американците се со вас. Затоа утре во Newsflash. Нормални луѓе со нормални работни места и со девијантно хоби. Тоа се луѓе кои веруваат во паранормални појави, велат социолозите. За нив повеќе во утрешен Newsflash. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. И поздравувајќи ве од Вашингтон, ве потсетуваме на нашата веб страница glasnaamerika.com, каде имаме многу повеќе. До гледање.